ова издание. Кампањата на Трамп ги стави во мирување сите настани на кои беше најавено присуство на председателот, откако тој беше дијагностициран со COVID-19. Информациите поврзани со состојбата на Трамп постојано ги обновуваме на нашата веб страница. Бројот на заразени во светот надмина 35 милиони. Научниците бараат начини како опремата за лична заштита да трае подолго. А какви летови организираат азијските авиокомпании да ја преживеат корона кризата? Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Пред да продолжиме со останатите вести, сакам да ве информирам дека за сите најнови информации за здравјето на председателот Трамп и за ситуацијата со COVID во САД можете да појдете на нашата веб страница и на социјалните медиуми. А кога е во прашање пандемијата, една од најголемите грижи е недостигот на опрема за лична заштита. Повеќе за ова во продолжение. Озонот е една од многуте алатки која ја користат истражувачите за да помогнат опремата за лична заштита на лекарите и сестрите да трае подолго. Реагира на различни молекули во биологијата и е многу добар начин да се убијат микроорганизмите како бактериите и вирусите. Широко употребуван за дезинфекција на вода за пиење и храна. Научниците, меѓу кои и они од Институтот за технологија на Џорџија, го тестираат озонот на опремата за лична заштита. Кога ќе ја стават опремата во озон во влажна средина, овој високореактивен газ ги убива бактериите и не го уништува материјалот, освен еден мал дел од маската за лице. Одредени видови на гума, односно ластик, што ги има во маските, може да се уништат од озонот. Покрај озонот, истражувачите на Универзитетот за машинско инженерство на Тексас исто така се обидуваат да користат зрачење со електрони за уништување на патогени. А ова е резултатот. Независно дали е вирус, бактерија или габа, не може да се размножува повеќе. Широко употребуван за дезинфекција на медицински уреди, кога зрачењето со електрони се користи на маските N95. Се случува ова. Дури и со помала доза, ефикасноста на частичките опаѓа од 95% на 65 или 70%. Маските филтрираат некои честички поради нивниот дизајн. Иако порозноста е мала за поголеми честички, маските N95 имаат и електростатска компонента. Кога многу мали честички ќе влезат, тие се врзуваат со влакното на маската и остануваат таму. Додека научниците продолжуваат да го истражуваат ефектот од зрачењето на N95 маските, инженерите прават и нови штитници за лице за лекарите и сестрите. Такви направи Институтот за технологија на Масачусетс, кој исто така дизајнираше маски за повеќе кратна употреба од силиконска гума. Се стерилизираат на начин на кој чистиме во болниците и лабораториите на висока температура или со хлор. Слично на начинот на кој се направени лего коцките, оваа силиконска маска има N95 филтри, поради што користи помалку материјал од маските за еднократна употреба. Креаторите сега се во процес на испраќање на маската на одобрување во Администрацијата за храна и лекови на САД, надевајќи се дека ќе биде достапна за јавноста во наредните неколку месеци. А протечени документи откриваат скандал со сомнителни или незаконски трансфери на некои од најголемите банки во светот. Хенри Ричвел за ова од Лондон. Протечените документи наведуваат дека британскиот банкарски гигант HSBC префрлил $80 милиони незаконски пари преку САД и Хонконг и покрај претходни предупредувања од американските власти. JP Morgan префрлил $1 милијарда преку сметка во Лондон, за која подоцна открил дека му припаѓа на Семион Могилевич, руски шеф на мафијата кој е на листата најбарани на Американското федерално истражно биро. Deutsche Bank е обвината за префрлање на валкан кеш од луѓе кои перат пари кои се поврзани со организации, криминални банди и терористи. Standard Chartered и банката New York Mellon исто така неколку пати се појавуваат во протечените документи. Сите инволвирани банки велат дека случаите се историски и дека целосно ќе ги почитуваат законите и правилата. Најважно од се е што направивме огромни инвестиции во секторот за усогласување од 2015 година па наваму.
Но зошто не биле запрени трансакциите? Многу е тешко банките да забележат криминална активност, вели експертот за финансиски криминал Том Китинч. The way I like to perhaps visualize this is Замислите дека стоите наголо од улицата Оксфорд во Лондон, главна шопинг артерија, и некој да ви рече, мора да идентификувате кој крадеше по продавници или кој планира да краде. Мислите дека тоа е лесно? Китинч вели дека глобалниот систем за пријавување на сомнителни финансиски активности не е адекватен за остварување на целта. 500,000 in the UK, several million. Секоја година банките и други, како на пример сметководителите, поднесуваат по половина милиони извештаи за сомнителни активности во Обединетото кралство и неколку милиони во САД. Што прават властите со тие податоци? Очигледно не може да ги проверат сите тие извештаи. И британските политичари се под лупа. Лубов Черлукин, кој на оваа фотографија може да се види веднаш до поранешната британска премиерка Тереза Меј во мај 2019, има донирано 2,2 милиони долари на конзервативната партија. Протечените документи открива дека незиниот сопруг тајно добива финансии од Сулейман Кермов, руски олигарх, кој е под санкции од САД и кој има блиски врски со председателот Владимир Путин. Донациите на Чернукин биле легални и пријавени според британскиот закон. Transparency International проценува дека 100 милиарди долари нечисти пари минуваат низ Лондон секоја година. If you want to launder dirty money, Ако сакате да перете валкани пари, Обединетото кралство ги има сите алатки кои ви се потребни. Ги има адвокатските фирми, ги има глобалните банки, ги има офшор финансиските центри, има недвижности во кои можете да ги инвестирате парите. Ги има приватните училишта каде може да ги потрошите парите. Затоа, колку поскоро Обединетото кралство подготви одговор на финансискиот криминал, толку подобро, зашто има меѓународна улога, бидејќи во моментов криминалците имаат предност. Китинч вели дека и покрај тврдењата на банките се уште на големо се случуваат финансиски криминални активности, а владите и финансиските институции мора да направат многу повеќе за да се справат со тоа. А како пак азијски авиокомпании се обидуваат да направат пари за време на пандемијата со летови кои не постојат? Погледнете. Како повеќето светски аеродроми и јужнокорејскиот Инчеон беше празен со месеци. Но некои авиокомпании од Азија се обидуваат тоа да го променат со нудење летови кои завршуваат таму каде што почнале. Тоа е лет до никаде. Може да ви звучи како измама, но луѓето купуваат билети. Оваа тајванска авиокомпанија ги однесе патниците до јужнокорејскиот остров Џеџу, кружеше неколку пати над него и веднаш се упати назад во Тајван. Додека беа на летот, патниците имаа лекција по корејски јазик и култура. Бидејќи не можев да одам во странство, еден пријател ми го предложи ова. Го најдов на интернет. Беше уникатно. Летовите не се ефтини. Австралиската авиокомпанија Qantas напатуваше околу $800 за седиште во економска класа на летот, што нуди поглед на места како големиот корален гребен. Летот беше продаден за 10 минути. Во Јапонија летовите дури и не полетуваат. Оваа компанија нуди лажна кабина на аеродром. Патниците добиваат оброк и посетуваат познати места виртуелно. Ние се менуваме, секој ден се подобруваме и се надевам дека ова ќе трае долго време. Трендот е знак дека луѓето се желни да заврши карантинот и другите рестрикции. Проблемот е што ако сакате да патувате во други држави, мора да минете ни сите безбедносни процедури. Мора да се тестирате за COVID-19, мора да минете низ карантин. За многу луѓе тоа е премногу. Иако летовите до никаде може да понудат приход за патничките компании, тие не помагаат на пошироката туристичка индустрија. Овде во село, многу трговски дистрикти кои зависат од странците се воглавно празни. Чекаат на доларите на туристите кои може да не дојдат скоро. Благодарам што не гледавте. Пријатно до утре.